судијата има повеќе видови на одговорност. Веднаш да разјасниме, предмет на нашата работа е утврдување на дисциплинската одговорност на судијата. Не ги коригираме одлуките на судовите, бидејќи одлука на суд може да ја коригира само повисок суд. Поколку се исцрпат сите судови во Република Македонија, следната фаза е судот во Страсбур. Значи, да не дојде до некоја заблуда дека ние правиме некоја си ревизија во работата на судовите. Значи, нашата работа е дел од дисциплинската одговорност на судиите, која е дефинирана во Законот за судовите. Сега јас да ви ја читам, тоа се многу одредби, само да знаете каде може да се погледне. Тоа се одредбите од Законот за судовите, почнувајќи од членот 73, односно поглавието престанок и разрешување на судиската функција, каде се групирани тие неправилности во работењето на судиите во две групи. Во едната група се предвидени во кој случај се разрешуваат судиите, а во другата група се и потешки дисциплински повреди, а во другата група се повредите од дисциплинска повреда, помала повреда, и затоа се и разграничени. За првата група е стрикно предвидено разрешување на судијата, што создава одредени потешкоти во практичната примена, а за втората група се предвидени полесни, писмена опомена, јавен укор и намалување на платата. Се најавува со измените уште една мерка, преместување на суди од повисок во понизок суд, која уште не е имплементирана. Ова го кажувам за да знаете што да очекувате од нашата работа. Иначе, ако се вратиме историски гледано наназад, оваа работа што сега ја работи Советот за утврдување на факти, во претходниот период до неговото конституирање, а Советот се конституира без оглед што е законот донесен во 2015 година, дури на крајот на 2015, декември месец, 17 декември, меѓутоа, бидејќи имаше проблеми од техничка природа, немаше простор, немаше уште стручна служба, тој реално отпочна со работа дури во март месец. За овој временски период Советот реши над 1000 предмети, односно преставки. Говорам као глобала. Инаку, пред тоа е така наречена истражна фаза која ние работиме, пред судскиот совет во моментот се наоѓаат само 3 постапки, односно барање за поведување на 3 постапки, кои уште не се отпочнати од страна на судскиот совет. Нас не ни е познато од кои причини, не сме известени, ние таму сме веќе странка, ќе ви објаснам како доаѓа до тоа. Значи, ова ние сега што го работиме, да ја завршам мислата, го работеше судскиот совет. Во 2014 година, по препораки на Европската заедница, се констатира дека во еден орган се концентрирани две работи кои по својата правна природа се инкомпатибилни и неспојиви. На сите правници им е познато. Оној орган што води истрага не може да донесе мериторна одлука. Ако го споредиме со најблиску, пошто е дисциплинска најблиску до кривичната постапка, глобално, не е во детали, да, например, вас ви е познато дека обвинителот само води истрага. Зборам за последните измени на законот за кривичната постапка. Тој не донесува одлука, значи судот донесува одлука. До нашето формирање, тоа беше све концентрирано во судскиот совет и затоа е раздвоен. Сега, околу составот, за да имате представа кои се членови на Советот за утврдување на факти. Ние така скратено го викаме. 3 члена се од редот на пензионирани суди. Другите 3 члена се од редот на пензионирани јавни обвинители, 2 члена би требало да бидат 2 члена од редот на пензионирани универзитетски професори на правните факултети, сега има само 1.
друг не се јавил, оти не исполнуваат таков услов. Сите треба да имат по 15 претходно искуство. Значи 15 години пред пензионирање да бидат од судии, обвинители, професори и еден од редот на пензионираните адвокати. И тој исто така треба да има стаж од 15 години. Сега што е уште поголема гаранција. Ние сме избрани, не знам колку вас ви е познато, најверојатно не ви е познато, на непосредни тајни избори директно од самите судии. Никој нас не наименува. Значи сите што сме биле кандидати да бидеме членови на ова тело, сме поднесле барања, пријави да бидеме членови, меѓутоа на избори кои беа спроведени не избра самите суди. Ја не познам на друго место таков начин на избор. Не ми познат. Судскиот совет, ама дел, не целосно. Судскиот совет, колегата ме коригира, судскиот совет има само дел. Ние сме комплет избрани од страна на судиите. Значи, тие ни дале некоја си доверба, условно кажем, што не значи дека ние ќе ја злоупотребиме. Сега, многу е битно што ни е предмет на работата. Предмет на работа, кога што споменат, се неправилности во работењето. Тие се многу суптилни работи, ако сега навлезиме да ги објаснуваме, ќе ни одземи многу време. И повеќе е тоа стручна работа. Значи, воглавно се покренуваат постапки за такви неправилности кои ги сториле во своето работење, судиите се мисли. А се спомнуваат и председатели на судови, меѓутоа немој да заборавите дека председател на суд може да биде само судија. Така да затоа се употребува стално терминот неправилности во работењето на судијата. За нив има посебна глава за председателите какви повреди може да направат, меѓутоа се мисли дека се тие суди. За суштествени повреди ние не ја посматраме правостепената одлука, затоа што тоа се во суштина жалбени наводи. И тие жалбени наводи ги разгледува повисокиот суд. Ние зборуваме за повреди од друга природа. Несовесно, ненавремено или намерно вршење на судиската функција, кој е доста широк поим, меѓутоа е за конкретен случај. Например, неовластено издавање квалификувани информации. Да, има многу, сега да не ги читам сите. Најчеста повреда кај судиите е долго трајање на постапката. Околу овој феномен сме се сретнале, јас го кажав и во една друга прилика, и нема да верувате дека кај еден судија најдовме 1050 дена неизготвена одлука. Тој судија, ајде да е само една, најдовме повеќе, меѓутоа оваа одлука беше неизготвена повеќе од 3 години. И сега нормално е дека на таков судија не му е местото во судот. И тој следува да следствено на неговото однесување треба да биде разрешен. Кој е тој што ќе дозволи да една одлука чека да ја добие после 3 години? За ова што го спомнавте вие, долго трајање на притворот, може да поднесете барања, ние во конкретниот предмет ќе го анализираме и ќе видиме дали тоа долго трајање само поради неправилности во однесувањето на судијата или има некоја друга причина. Не мора секојаш да биде причина судијата. Во законот стои тројца од редот на пензионирани суди. По име и презим, па затоа го зедов. Членови од редот на пензионирани суди во Советот се Фатон Пачуков, поранешен судија во Врховен суд. Член на Советот од пензионирани суди е Јордан Лазаров, во 2 мандата председател на Основниот суд во Велес. И третиот член е Злата Стамболиска, судија од Управниот суд. Од редот на пензионирани јавни обвинители се Иван Јакимовски, обвинител од јас знам дека е по Потео Крива Паланка, иначе бил обвинител најверојатно и повисоко некаде. Кире Секуловски, јавен обвинител по потекло од Битола, иначе во еден мандат и бил член на Советот на јавни обвинители. И присутниот тука зад вас, Фета Исени, јавен обвинител, виш јавен од Гостиварт, колку јас. Или од основното, добро.
од редот на пензионирани професори Симеон Гелевски и од редот на пензионирани адвокати јас Сашо Поцески, кој сум бил прво 9 години судија, а после 16 години адвокат. И уште 8 години во правна служба во осигурителна компанија.